Инфлација од 4% во ноември годинава споредбено со истиот месец лани измери Државниот завод за статистика, додека индексот на цени на мало бележи зголемување од 3%. Според статистика, зголемување од 0,5% на инфлацијата има и на месечно ниво, ноември споредбено со октомври годинава, а тоа според податоците главно се должи на зголемените трошоци кај транспортот, рекреација и култура, храна и безалкохолни пијалаци, мебел, покукнини и одржување на домакинствата, ресторани, хотели, здравје, алкохолни пијалаци, комуникации, облека, обувки, домување, вода, електрика, газ и други горива. За следната година инфлацијата во буџетот, кој денеска влезе во собраниска процедура, е проектирана на 2,5%. Министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска на стартот на собраниската расправа рече дека со овој буџет, меѓу другото, ќе се овозможи подобар животен стандард за граѓаните, бидејќи според неа ова не е само документ со бројки и табели, туку економска порака за стабилност, развој и доверба. Во 2026 се очекува економијата да забрза со реален раст на БДП од 3,8% предводен од домашната побарувачка. Главен двигател ќе бидат бруто инвестициите, како резултат на поинтензивната реализација на инфраструктурните проекти, особено коридор 8 и 10Д, како и вложувањата во енергетиката, железницата, земјоделството, образованието и здравството. За опозицијската СДСМ предлогот не е ниту развоен, ниту социјален. Зошто во година во која граѓаните се бореа за секоја сметка, во која инфлацијата кај храната достигна 7%, во која синдикалната кошница се зголеми над 65.000 денари, владата за неполни 30 дена заклучува дека приоритет е да купи повеќе возила, да патува повеќе и да троши повеќе на дневници. Предлог буџетот за следната година е тежок 6,7 милиарди евра. Приходите се проектирани во вредност од 6,1 милиарда, а буџетскиот дефицит да изнесува 3,5% од БДП или 637 милиони евра. Расправата за буџетот на пленарната седница може да трае најмногу 5 дена. Претходно, на комисиската расправа од 200 беа прифатени 6 амандмани.